Добар ден, почитувани гледачи, ја следите програмата на ТВМ телевизија и го следите најновото издание Најокламата. Овој пат во целост ќе го посветиме ова издание Најокламата на еден од занаетите во овој регион кој што мислевме дека изумира, меѓутоа она што е важно да се напомени, она што е интересно и она што е убаво е дека се поголем број на млади луѓе почнуваат да се занимаваат со резбарството. Некои се занимаваат и со копаничарство и имаме гостин кој што беше мој гостин предходно во Охридската јоклама, во утринската програма, Даниел Колевски, млад резбар од нашиот град, со кого ќе поразговараме токму за овој занает и кои се впрочем и предизвиците, меѓутоа и придобивките од занимавањето со резбарството. Добар ден и добро ми дојде Даниел во јокламата, како си? Добар ден, добро ја најдов, Христе. Добро. Така. Како што кажав на самиот почеток и со ова најава, голем број од овие стари занаети кои што полека изумреа, убаво е да одвоиме внимание ние медиумите за сите вас млади луѓе кои што се занимаваат, ето конкретно ти со резбарството, има голем број на млади луѓе кои што со филигранство се занимаваат, нешто што мислевме дека ќе изумри и ќе го снема, меѓутоа најверојатно има луѓе кои што во себе носат љубовта кон занаетчиството и конкретно кон овие стари занаети. Како се случи со тебе? Како ти пројави интерес да се занимаваш токму со оваа убава работа? Интересот започна уште од основно училиште по наставата на ликовна уметност. Секогаш имавме и слободни теми за изработка на цртежи или ето мојот конкретен случај со моделарството, односно со вајарство. Значи така почна со формување на фигури мојата љубов воопшто према уметност. Со тек на време да една прилика, како што кажав и во претходната емисија, еден мој драг пријател ме поучи да пробам со резба. Така, со едно моје мало истражување што е резба, каде е застапена, ја посетив еднушка куќата на Робевци, музеот, и едноставно видов едни лепни дела кои што ми оставеа стварно добар печаток во мене и воедно и ето една многу добра инспирација за да почнам јас помалце да истражувам и да навлегувам во резбарството. Љубов на прв поглед. Па, би рекол, да. Така. Потребно е многу работа, потребна е и самиот кажа наобразба, потребно е да се совладаат одредени вештини, техники, да се најде соодветниот алат, да се најде соодветниот материјал за работа. Меѓутоа, колку е потребно да го имаш и онај уметнички момент и да знаеш што треба и како треба? Мислам, треба да има, што викаме охриѓани, пилето да ти работи. Треба, би се сложи со тоа, но пред се јас покрај дарбата, која би требало секој еден да ја поседува и многу побитно нешто е трудот, влогот во самото нешто. Колку повеќе човек се труди и се вложува сами од себе и си во една изработка, толку повеќе таа изработка или тоа дело би било подобро. Тоа, ето, би го споредила и со еден фудбалер, ако не тренира постојано, ако не трча, тој нема да има ниту кондиција, ако го има талентот. Така. Се тоа се заборава, се тоа се и ништо, ќе закржлави и ќе остане. Средно образование во Електромашинскиот училишен центар си завршил Светинаум Охридски. Колку ти помогна? Оној технички момент, ти се најде ли во оваа работа тоа што... Па да, во делот на изработка на алат, спецификации на металите, на која температура би можело да се загрева, да се кали, односно да се зацврстува материјалот, се од тој дел ми се најде баш мојот смер. Така. Се сеќаваш на твоето прво изработено дело? Па да. Твојата прва резба? Се сеќавам, како не. Не би можел ни да заборавам во секој случај. Тоа беше изработка на Свети Климент Охридски, 10 на 20 сантими беше, некаде плитка резба беше тоа околу 5 милиметри. Тоа беше така, би рекол, првенче. Така. И што се случи потоа?
Откако мислам, каква беше реакцијата од ајде прво твоите најблиски ги почнеме, меѓутоа и од сите оние кои што го видоа твоето дело. Нормално, првин изненаден од каде јас тоа, никој немаме фамилија со уметност, па од каде јас сега да почнам да творам со тоа. Тоа е првична реакција, но втора и позитивно, иако сепак се знае првите дела колку може да бидат дури и квалитетни. Нормално беше тоа сепак некоја проба, но беа задоволни. Значи, првин бев сами од себе си задоволен. Што е најважно, предпоставува. Да. Една мотивација, значи, да продолжам со беше тоа, да продолжам со резбата. Така. И малце по малце се повеќе барав материјали за да пробам нешто друго, следно. Така. На самиот почеток од разговорот ја спомна на образбата, меѓутоа на образбата во насока на, односно во функција на желбата и на задоволување на љубопитноста, бидејќи си сватил веќе во тој период со што сакаш да се занимаваш, дека тоа ќе биде твоја определба и си бил фасциниран од резбите во Робевци. Претпоставувам дека следен логичен чекор би била посета на голем број цркви во Македонија. Да, апсолутно. Покрај музеот, односно куќата на Робевци, односно би рекол после тоа најфасцинантно дело иконостасот во Свети Иван Бигорски во манастирот, каде што кога и да отидам, секогаш останувам без див, буквално. Така, тоа е генерално за сите кои го посетиле. Колку цркви си поминал во Македонија? Поприлично многу. Така, си ги видел повеќето иконостаси? И детално сум ги разгледувал, сум ги, да не речам, истражувал, по стилот на работа. Јас токму за викендот бев во црква во која што не сум бил досега, станува збор за Свети Георгија во Битола. Црквата има огромен иконостас. Си го посетил, чисто ме интересира онака. Не, баш за жал не имам тој храм. Така, многу црквата е малку поразлична од она ние овде што го гледаме и во другите со оглед на тоа што нема фреско живопис, има само сводот. Фреско живописен со оглед на тоа што не дозволувале османлиите во тоа време да биде украсена однадвор и внатре и сега повеќе внимание се ставило на орнаментирање на црквата и затоа можеби толку убаво изгледа. Меѓутоа станува збор за понова црква, понова во споредба со тие во Охрид што ги имаме крај на 18-ти, почеток на 19-ти, мислам дека е некаде. Друг иконостас што ти оставил впечаток? Свето Благовоштение во Прилеп, во црквата таму исто исто имаме Јоаким Осоговски има исто. Добро, ама тој е, да речем, возобновен, односно од релативно нов. Да, релативно нов. На Света Гора сум посетил доста прекрасни исто манастири, прекрасни иконостаси, од целивални, од певници. Така. Многу убави, тука би го извел и Свети Наум. Плитка орнаментика, но сепак многу значајна за нас. Така. Кога зборуваме за ајде да ги воведеме и гледачите и мене, и јас не знам. Плитка орнаментика е само баш она буквално резба на дрва, овај другиот длабока е она тродимензионални фигури буквално или? Вака се, ако ќе спомнав за Свети Наум, тој е од Корчанската школа изработен и се состои од византиски плетки, односно ето различни геометриски форми, вклопено заедно со некои житини сцени од свидетелите, разни православни символи. Тоа е тоа и според мене мислам дека длабина е околу 8 до 10 милиметри најмногу. И иако изгледа така доста плитко, сепак си има свој влог и посебно убавина според мене самиот иконостас. Не значи ако е премногу длабоко дека е многу потешко. Сепак во
плитката немаш многу простор за грешка. Така, за разлика маневра. од длабоката, може да варира со длабините. Така. Да спуштиш уште малце. Така. Кога станува збор за длабокава резба, што е дело што ти е оставило впечаток, што ти се допаѓа, нешто што си видел? Па ето, исто имаме тука во Каменско, Успение на Пресвета Богородица во храмот, црквата, тука имаме прекрасен иконостас, кој сега скоро и го позлатија, односно порано бил, само сега го Така. го освежија. Значи, прекрасен. Дали Свети Никола или Света Богородица болнички имаме еден стварно многу убав иконостас. Така. Тие се многу две интересни цркви кои што некако остануваат како заскриени и мене ме Пресвета радува. Богородица. Така, и мене ме радува што се малку подзаскриени. Убаво е, нека си седат. Нема многу да се менуваат работите околу нив. Колку е потребно да имаш соодветен алат и како се снаоѓаш за алатот, нешто купуваш? Кога ми беше гостин во емисијата, кажа дека голем дел од алатот и самиот го изработуваш. Да, на почетокот купував доста, но и сега исто знам некој алат да купам, но почнав во последно да си го изработувам сам алатот, зависно од потребите и од формата на самиот алат. И не е само за заштедата на финансии тука, но и има многу алат кој што го нема ни во продажба, а едноставно ти е потребен, зависно, значи, изработка на едно дело, например, за еден столб да се исторзира натре да биде како спирала, потребен баш така посебен алат кој што зависно од должината и од формата би било најдобро и најпожелно сам човек да си го направи. Доколку има искуство или да го порача кај некој ковач, сепак по негова желба и мера. Така. Да разграничиме некои работи, еден многу интересен разговор кој што го имавме пред емисијата, пред утринската. Колку каде почнува, впрочем, и каде завршува користењето на машините, кога станува збор за респа? И колку Даниел користи машини? Јас не знам како се вика тие бренери, како се вика за резпа, за сечење, за правење. И колку е, впрочем, тоа, ајде да кажам, етички дозволено, ако веќе се занимаваш со резба, и колку ти тоа го практикуваш да користиш воопшто машина? Или двете раце и длетото и... Покрај двете раце длетото користим и машина во делот, например, фреза, за отстранување на тој, би рекол, непотребен или вишак материјал, кој што доколку работиш исклучиво рачно, многу физички се трошиш, но и многу временски се губи. Так. Друга работа е во делот на минијатурите користев бимбало за некои детали, но сега во последно не го користам, едноставно така. Сакам баш од почеток до крај да биде со рачен алат. Така. Меѓутоа и самото бимбало само по себе не може да изработи доколку не го управуваш. Доколку не го насочиш и доколку не го користиш. Токму сега за минијатурите, сакаш да изработуваш мали минијатурни работи. Сега, апропо претходно муаветот за алатите, добро, какви алати користиш, за да имаш од 2 сантими, имаш еден крст, зборувам 2 сантиметри плоштина, и сега ти треба детали да... Попорично на едно малце поголемко парченце дрво од шимшир или кај нас познато, ќе повторам, зеленика, ќе се нацрта по соекуваната форма и големина и од получелишни жици изработени, имам дели од игли, значи зависно од финесите, зависи што сакаш да изработиш, кај делот од ликот се разбира дека нема многу простор за маневрирање, мора буквално со игли, со шила да работиш. Така.
Имаш изработено дела кои што се спои и на филигранство и на работа во дрво и на резба. Како се одлучи? Првично почнав пред да стигнеме до филигранството, првично почнав комбинација меѓу резба и седев. Тоа едно прво дело беше Панагија, значи изработена за Либан, која што беше комбинација на, како што кажав, седев и дрво и беше стварно многу добро. Комбинирана меѓу орев, зеленика и седев кој што сам си го изработив од школка. Сакаш да дека користиш и повеќе на пример дрвени материјали од дрво, повеќе интарзија, значи градување дрво во дрво и плюс седев во дрво. Тоа се вика таа техника интарзија, градување. Така? Да. И потоа? Потоа се случи со филигранот? Да, потоа почнавме, ето, првично една проба со еден крст филигрански и видовме дека баш ето и во нашиот дел го има за жал ето послабо како изработка и се трудиме по нашите сили и можности колку што можеме повеќе, не секогаш ради финансиите, пред се заради нешто подлабоко, односно да пробаме нешто да возобновиме, сепак имаме доста млади, но независно дали се млади или стари уметници, сакам нешто да се возобнови. Снимале стварно прекрасни мајстори во делот на филигран, во делот на резба и се уште ги имаме, но мислам дека секогаш не назад уште можеме да отвориме. Две прашања, едното апропо информацијава која што ја поделите. Каква е соработката меѓу останатите мајстори? Без разлика со кој занает кажа дека може да се случи соработка, па да излезе некое прекрасно дело од таа соработка. И уште едно прашање, какав е интересот кај младите луѓе? Се интересираат да дојдат, ај да видиме Даниел што работи, па да видиме дали можеме да фатиме ука. Како викаат, секој занает се краде. Абсолютно. Некој се учи, некој се краде, некој се краде и се учи. Да. Се учи со крадење. Да. Имаме мора да се пофалиме во делот на соработката, имаме значи соработка како што напоменав со мој драг пријател мајстор Новица Столевски од Струга, со него долго време соработуваме. Ето имаме соработка имав прекрасна, значи со браќа православни од Либан, односно со монаси. Така. Заедно изработивме еден прекрасен иконостас кој беше наменет за Канада. И се уште работам со нив. Така да има и од тука и со други мајстори сум имал можност да соработувам, но ето баш нив. Така би ги издвоил. Да, ги издвоив. Дечкиве се интересираат? Па за жал многу слаб интерес има. Можеби ето денеска повеќе би сакале со факултет, со школа, но ниту едно со друго. Администрација да работиме, не е но проблем. ниту едно ниту друго не е спорно да бидат заедно во склоп. Значи и да имаш факултет и да работиш тоа. Така. Татко си на 3 дечиња, колку тие пројавуваат интерес, што тато работи, ајде да видиме сега што има, што ќе ни направи, што ново работи. Напати немам можност да работам дури од што се љубовитни. Толку многу што се интересира. Да. Од најмалото кој има 2,5 години до најголемкото кој има 8 години, значи имаат секој. А тој веќе сега за интереси сега му е се интересно. Па од него во градинката во која што беше мислам дека 3 години беа. Имаше поплави во Прилепско, Битолско, не сеќавам, па во некој од градинките требаше да се изработат детски ракотворби. И ето едно прво негово дело исто беше крсте, кое што беше изработено со замба, значи со точки на самото дрво. И од тогаш па натака, тоест навака му се пројави во него интерес постојано нешто да сака да твори, дали во делот на резбата, дали со цртеж. Така, ако почне сега од 8 години, подобар ќе биде од тебе, тоа сигурно. Тоа сигурно. Да остане само љубовта. Така, тоа е најважно.
ги спомнам материјалите, од материјалите ја спомна зелениката, тој шимширот. Како го кажа, кои други материјали се ајде да кажам прво најлесни за работа. Друго според тежината на обработка. Друго кој од материјалите, тоа заборавив, те прашам, најдобро се справува со завод на времето? Кој најтрае? Или тоа во зависност од оние постапки после за зачувување и за заштита? Тоа е една од битните фактори. Нормално, како техничката подготовка пред самата резба, дали е тоа кувано, куван материјал, дали не е куван, во кој период на годината се сече. Значи сето тоа има техничка подготовка пред самата резба и е многу значајна од самиот старт. Нормално после импрегнацијата, заштитата, значи на самата резба, дали има надворешни влијанија, дали е за внатре, како се одржува, се до тоа си има. Ето, би го извел еден од прекрасните материјали оревот. Значи, стварно најплеменит за изработка на резба, за крупна резба. Сум имал можност да изработвам на бука. Иконостасот кој беше наменет за Канада беше комбиниран меѓу орев и даб. Цветниот мотив беше на даб, додека Добро се познава, има некоја разлика, или тоа треба да се загледаш добро, или сем тој што го работел? Или кој ќе завршат сите оние процеси на заштита, на импрегнација, на свипење се познава? Искрено, дури јас изненадав колку добро го изедначија самиот материјал, навидум да не можеш да познаеш, но и при изборот на самиот материјал многу внимавав да има сличен дамар, слична боја, односно слична нијанса со дабот, така да... Што е многу важно, да нема разлика. Апсолутно, да не е многу темен или да не е премногу светел самиот орев во разлика од дабот. И мајсторот кој го фарбаше, стварно си ја заврши прекрасна неговата работа. Излезе едно врвно дело. Така, јас кога ќе фарбав обрада, ми каже татко ми нема четки да се познаваат. Меѓутоа претпоставувам овде нешто многу посложено е. Ме интересира исто подоцна во вториот дел од емисијава ќе зборуваме за сите твои ангажмани надвор, нешто да спомна еден дел. Меѓутоа исто ме интересира за да кажеш збор 2 околу времето кое што го посветуваш. Работиш, чисто те понесува љубовта, па работиш кампањски или си правиш распределба на времето, па денеска си имам работно време, толку часа работам, и пред тоа, дали на оние, ќе кажам повторно, башка ангажманите кои што си ги работел по црква, за потребите на црквата, кои ќе дојдат да купат од тебе парче резба, граѓаниве, дали им даваш насоки како потоа треба да се однесуваат со тоа, како да се грижат за него, да го заштитуваат, бидејќи станува збор за уметничко дело? Нормално, и кој треба да трае, не е само за денес или утре. Апсолутно да. Би почнал од почеток. Околу делот на времето за изработка или на посветеност на мојата работа, го комбинирам со оглед на тоа дека мојата сопруга работа и јас имам должност покрај мојата работа и да ги чувам и малку послободно работно време. Послободно работно време, така. Морам да ги чувам и нашите 3 деца. Можеме да заклучиме дека само навечер работиш? И навечер, но и во меѓувреме. Од кога ќе ги средам обврските со децата, сепак тие имаат посебно внимание, така, апсолутно, и потреби кои што мора да си ги наредиме приоритетите. Да. Ајде за времето, меѓутоа заделава, да кажеме, што насоки и што совети им даваш кога ќе дојдат и кога ќе си заминат, впрочем, пред да си заминат со твој. Ево, например, во делот сега неколку пати сум имал искуство за црковни порти, односно надворешни порти од црквите, кои сум имал побарувачка. Прво и основно правило, секоја сум кажувал дека и прекрасна да е портата ако нема насрешница надвор, ако не е заштитена самата порта,
и од метал да е ќе се расипе не па од дрво. Значи едно од тие битни работи. Друга работа е импрегнацијата. Така. Во последно време исклучиво само со природно уилје, нормално и претходно тонирани со бајц, ги изработувам делата, тоест ги заштитувам и препорачувам после од 2 до 3 години, зависно од потребата, повторно со природно уилје, дури ако не може да се снајдат, слободно да додадат тоа, би им го направил со задоволство. И првиот дел од Муаветов, да го завршиме со едно прашање, кое што исто сакам да го поставам во утринската, меѓутоа ето, со оглед на тоа што е краток терминот. Покрај овие работи кои што ти ги нарачуваат на луѓето да изработиш, си работил, самиот кажа, си работил за потребите на црквата и си изработил голем број на верски, ајде да кажеме, предмети. Покрај сатисфакцијата која што ја добиваш од кога ќе ја завршиш делото, претпоставувам постои огромно чувство на одговорност. Да. Во секој случај одговорноста е од самиот почеток. Што ќе одбереш, како ќе одбереш, кој мотив, дали едно со друго одговара, посебно во делот на црковната уметност. Не можеш, ето, би си изразил така, се што ги текне да поставиш. Во секој случај треба да биде издржано. Постојат некои канонски таму насоки кои што за кој дел што треба да содржи, како треба да содржи. Па канонски насоки, повеќе канонски насоки или естетски би се? Повеќе естетски би ги кажал отколку канонски. Бидејќи ето канонски повеќе би рекол за фреско живописот, за иконописот. Меѓутоа иконостас кога работиш ти веќе ти кажале, да. Дело од иконостас во овој дело има тоа и тоа. Апсолутно. Значи, но и естетиката тука многу е битна, соразмерот. Така. Тие се некои многу битни елементи, односно детали кои што ето човек ако не ги знае најдобро е да праша. Так. Пред да изработи нешто што ето би било после невкусно. Така. И многу тешко и најдобро да биде изработено, сепак ако не е естетски поддржано и скрепено би било ето невкусно. И кога сите овие услови ќе бидат исполнети, кога сите ќе бидат задоволни, како Даниел се чувства? Прекрасно. Тоа чувство не можам да ви го опишам во секој случај. Тоа единствено човек може само да го доживее. Ретко некојаш некои чувства можеш, ето, или ќе најдеш некој соодветен збор да ги пренесеш. Така. Ајде да направиме една пауза, да одиме со блок реклами, малку да ве одмориме од Муаветов, меѓутоа за многу брзо време се враќаме повторно во студиото и продолжуваме со разговорот за овој прекрасен занает. Одиме, почитувани гледачи, со блок реклами. Fish and Lounge Bar Лихнидос продолжува да ги слави вашите големи и мали успеси и радости заедно со вас. 8-те луксусни апартмани представуваат спој на традиционалниот и модерниот дизајн. Остануваме препознатливи по рибните специјалитети, но и по специјалитетите од македонската национална кујна. Лаунџ бар и апартмани Лихнидос во срцето на Охрид, на градскиот плоштад, на само неколку метри од езерото. Секој викенд со жива музика, опуштете се по напорната работна недела. Fish and Lounge Bar Лихнидос. Сакате да носите леќи, но очите ви се често суви? Затоа се тука Макулин Фреш капките. Симптомите на суво око и црвенило исчезнуваат за миг. Вратете го сјајот во очите со Макулин Фреш капките. Диет Фарм. Пролетна акцијска продажба во Кармен Бау Центар со големи попусти на целиот асортиман на Метабо, електромашинен, графите, Топекс, Рехау, Верто и Мимон. Ве очекуваат многу изненадувања и бројни подароци. Акцијската продажба ќе трае од 5 април до потрошување на залихите. Кармен Бау Центар. Бутик Хепи, специјализирана продавница за детска облека и модни додатоци за деца на возраст од 0 до 16 години. Одличен квалитет по пристапни цени. Најнови модели на дресови од омилените фудбалски звезди. Тука се и веселите модели со ликовите од цртаните филмови: Фроузен, Маша, Спајдермен, Мики и Мини Маус и многу други.
За активно и разиграно детство, најголем избор на тренерки, елегантни фустанчиња и оделца за малите дами и джентълмени, тренди фармерки за модерни момчиња и девојчиња. За најмалечките, се што е потребно од бебешка облека до постелнини, квалитетни и нежни, како допирот на мама. Голем избор од најдобрите брендови: Брезе, Next, Pampela, Вејве. Бутик Хепи, за среќни деца. 20 години растеме заедно. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални Саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Произведуваме метални каси за собни врати, комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и хитот во модерната архитектура, стаклени фасади. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани, индустријска зона Мороишта, Струга. Millions of people around the world believe we have been visited in the past by extraterrestrial beings. What if it were true? Did ancient aliens really help to shape our history? And if so, what if there were clues left behind, sometimes hiding in plain sight? What if we could find the evidence? Ете, почитувани гледачи, после кратката пауза продолжуваме понатака со Јокламата, продолжуваме за сите вие кои што не го следите првиот дел од разговорот, продолжуваме со муабет за резбата. Даниел Колевски, мој гостин, млад резбар од Охрид. Живееш на границата помеѓу Охрид и Велгошти. Те ангажирале велгоштани за работа? Да. Да? Да. За црквата Света Петка или? За Света Петка, да. Заедно со од пријател и колега Новица Столески изработивме една целивална за чудотворната икона на Света Петка Римјанка. Испадна стварно прекрасно, актитор беше Весна Милевска. Морам да ја напоменам и една голема благодарност. Тешки муштери се тие, им се бендиса? Па не би рекол дека се тешки. Не се тешки? Не. Задоволни? Задоволни. Так. На Бога, да. Посебно ктиторот беше... Так. Остануваме на тема ангажмани. Кажа дека си работел на дела кои што си изложени, предпоставувам, во Канада. Кажа дека си бил во Либан.
Меѓутоа, на самиот почеток, пред за тоа да ни откриеш како се случија тие две, беше ангажиран за реставрација на делот онај опожарен иконостас во Свети Јован Бигорски и штетите таму кои што се направија на реставрација, на кој дел токму работеше, меѓутоа претходно како дојде, како те побараа, како те најдоја? Вака, значи, да ве коригирам, не беше за среќа опожарен Не беше иконостасот, туку делот по старите конаци. Така? Бе опожарен и интериерот натре, од таваници, резби, мусандри. Тој дел ме ангажира, а како ме пронајдеа, па ето, мојот духовен отец е еден од браќата, поточно отец Зостеј, така долго време се гледаме, знае што работам, како работам, исто и игуменот, нашиот многу почитуван отец Пантелеј, отец Партенije, комплетно ми е довери таа Така, колку време работеше? Па, од прилика скоро 2 години. Зависно, ето, потребите, од кој ќе го завршиш едниот дел, одиш на следен чекор. И докаде се имаш увид за тоа, докаде се работите за реставрација? Па во најголемиот дел се завршени, останува уште една таваница да се заработи. И предпоставувам си видели како изгледа сега тоа се ново. Апсолутно, да. Така, ќе му се врати стариот изглед сјај, и стариот сјај кој што го имаш. Како во странство? Како дојде до ова со Либан е интересна приказна? Како дојдов? И таму патуваш, те би беше во Либан. Да, бев 2 пати по 1 месец, престојав и работав и живеев, би рекол, во манастирот. За моја, чест и задоволство. Бев прекрасно пречекан. Така. Што работеше таму? Таму ги довршував панелите, кои требаше и на лице место да ги вградам во панели со икони, кои требаше на лице место да ги вградам во големите и малите табли за иконостасот, кои се наоѓаат под самите престолни икони. И морав на лице место да ги довршам и да ги финирам некои детали кои што мораше, ето така. Така. И резултатот, колку беа задоволни? Презадоволни. Така. Оно што го зборуваше, што го кажа, кога ми беше гостин во утринската, дека нема некоја разлика. Слободно можеме да кажеме дека воопшто нема разлика од резбите кои што тука по црквите и по манастирите и она што таму во Либан си го видел. Па тоа што видов баш ангажманот од манастирот, од браќата, многу голем дел имаја како пример. Баш од Македонија земено, тоа посебно задоволство ми причинуваше и во делот на резбата, и во делот на иконопис, на фреско живопис. Едноставно останав фасциниран како Македонија, како и секогаш, така и сега продолжува да биде пример посебно во делот на црковната уметност. Така. Во Канада? Иконостасот кој го работевме таму беше баш... Беше и во Канада? Не бе. Значи го испорачаја, тоест го пуштија по брод за Канада и после го монтираа браќата. Така. Реакции добивте од таму? Колку се задоволни, колку не се задоволни? Презадоволни. Отец Максим беше нарачателот на иконостасот за Канада. Значи, тие се под Антиохиска црква и покрај тоа, тоа што беше премногу задоволен, дури ми порача еден крст. Во минијатура 9x12 беше крстот, сантиметри, во кој што имаше внатре вградено беа, односно изрезбано распетието, горе беше на горниот дел неракотворниот образ, десно беше Свети Максим Исповедник, лево Свети Антони Велики, долу Свети Јаков од Хаматура. А зошто баш тие? Свети Максим, затоа што се викаш и свештеникот така, отец Максим, лево Свети Антони, затоа што црквата беше посветена Свети Антони Велики, Свети Јаков долу од Хаматура, затоа што и самите браќа кои го изработуваа, баш патрон му е Свети Јаков од Хаматура. И неракотворниот образ
разбира со Господ Исус Христос. Даниел, едно малку лично прашање. Колку те смирува работа? Колку повеќе? Баш као онај момент што рече физички можеш да се умориш прилично, бидејќи станува збор повеќе за покрај онај креативен дел и за физичка работа. Меѓутоа, кои се бенефитите отпосле, кога ќе го видиш некој дело почнува да зема облик, да не зборувам за крајот кога ќе биде завршено, тоа веќе го кажам. Меѓутоа, колку те смирува? Која е менталната сатисфакција? Тоа е како на детенце кој ќе види бомбончиња, вака и ќе се израдува по нив, ќе изтрча. Премногу ме смирува работата, задоволен сум од тоа во поголем дел, но и барам и само критики. Единствено, мислам, ето, тоа е мој став и едно моје мислење, дека и самокритиките се многу битни за човек да напредува денеска во нешто. Значи ли самокритиката голем број на парчиња дрво во твојот двор? Да кажем обиди? Не. Не? Не. Не затоа што ето досега можеби сум имал едно-две така. Неуспешни обиди? Неуспешни обиди можеби си имал и повеќе, но после со тек на време ќе се навратиш, ќе пробаш да ја коригираш тоа што може нормално во секој случај да се коригира. Некој ќе ми каже за работа со дрво, ево конкретно за резбава. И прво, на памет што ми текна мова, и како ќе го коригирам јас ако направам грешка. Постојат ли начини за корекција и Па се зависи колкава е грешка. Колкава е грешката, така. И има начини да се коригира во делот, например, висински се спушти, малце се намали, а сето тоа да е, би рекол, незаприметливо. Едноставно тој што го изработил, ето и неколку други кои ептен имаат осет за или перцепција за ето тие грешки, позитивни или негативни, би рекол. Некогаш и не се не познава дека е коригирано, дека е сгрешено. Секој случај тоа е рачна изработка, каде што е добро понекогаш и грешките да останат. Според мене и како би се разликувало од машинската. Така. Ако нема грешка. Ако нема грешка, така е. Многу, се извинувам, многу значи луѓе кои што сум разговарал, а ето и кои што имаат и можеби поголемо искуство во дело на уметноста, ми рекле, те молам немој да го коригираш. Тоа е добро, нека остане така да се знае дека е рачна изработка. Така. Што и држи вода. Колку е битно за еден уметник, прецеси уметник, да се разбериме, потоа си за наетчија, колку е битна наобразбата? Со оглед на тоа, прети се изработуваш, ајде да кажам, може да грешам, ќе ме коригираш, 60-70% од твојата работа се црковни символи и предмети. Колку е битна наобразбата со оглед на тоа што ето каже и самиот, ајде естетиката е тука, меѓутоа треба да имаш познавање од епохи, од периоди, како се работело, ќе ги прошеташ црквите во Македонија. Колку е битно да си убаво поткован, што викаме, со па да седниш да читаш, па да видиш, па битно е. Како и секоја друга работа, така и во резбата или во било која уметност, многу е битно ето да знаеш каде започнало, што се работи, како порано, кој период, како се работело. Во секој случај најмногу се задржиш онаму каде што те влече најповеќе. Во случајот дали цветен мотив, дали ето минијатурите, барокот, ето како еден стил на изработка. Зависно и после можеш ето како еден уметник слободен да си направиш. Да му дадеш и твој печат. Да, свој печат, свој ракопис, би го рекол да си направиш една добра комбинација, но сепак да се задржи на традиционалното од кој си црпел информации. Така, а го имаме многу. В изобилие. Го имаме многу. За самиот крај од разговоров, Даниел, мислиш ли дека овие занаети, ето, резбата, копаничарството, филигранот, имаат ли иднина? Кај нас? Има младиве луѓе, ќе мрднеме малку, ќе излеземе од канцелариите, од административните, ќе почнеме нешто да работиме. Да се надеваме. Така. Да.
пред се јас ето би сакал да има се повеќе млади во било кој занает, не сам или уметност. Единствено така човек има многу поголема слобода да твори, да се пронајдува себе си во нештото. Не дека во другите работи не може човек, да не бидам погрешно сватен, но сепак мислам дека треба занаетите малце повеќе да ги цениме. Не можеме сите да бидеме на администрација, не можеме сите да бидеме да работиме во банка и така. Се живее кога сме веќе кај банките. Се живее од еден занает. Ако му се посветиш како што ти се имаш посветено. Така е, слава му на Бога, да, се живее. Нормално треба човек да се труди. Така. Колку повеќе се труди, толку повеќе има. Има периоди нормално, ето, кога има помалце, некогаш има повеќе, но сепак мислам дека ето резбата си сака тимска работа. Повеќе луѓе, ето един иконостас, доколку сакаш да го изработиш сам како единка, не е невозможно, но многу тешко. Многу тешко е да опазариш, односно да ти го дадат да го работиш, бидејќи времето за изработка е многу долга. Така. Сам не можеш да постигнеш една мала настинка, само... Така, пак ќе ја пролонгира целата работа. И која форма во резбата, кажа има од флорава дел, има животински мотиви, има луѓе, која е, ајде да не речам најтешка, меѓутоа која бара најмногу работа и е вистински предизвик за еден копаничар, за еден резбар? Она која не може да ја направиш. Така? А има така? Па има многу. Да. Така? Да. Па зависно се, ето, например, делот на подкопаната резба, како што е примерот на иконостасот од Свети Јован на Бигорски, долната табла, тоест малечката табла, таа е на 6 сантими длабока, подкопана од сите страни, изработена толку ситно, прецизно, многу тешко за изработка. Да, и те тера да размислуваш како успеале тогаш да ја направат. Без машини. Без машини, точно. Така. Мене ми останува... Без машини, но сепак живееле духовно, живееле стварно посветено на работата. Моќна алатка е религијата. Верата. Така. Мене ми останува да се заблагодарам за учеството во Јокламата, те посакам успех на приватен, на професионален план и ќе се видиме во некоја наредна прилика, продолжи само вака со работа. Ви благодарам и вас. Така. Било ми беше. Вам, почитувани гледачи, ви благодариме за одвоеното време и ќе се видиме наредниот вторник со нови содржини и секако со нови интересни гости во Јокламата.